Студио 1. Кога ќе ги собереш печатоците? Што ти е првото нешто што ти поминува низ главата? Она што дефинитивно ме поминува прво низ глава е дека во овие 5 години поминавме многу работа, многу прекрасни соработки, дело на кои што стварно се гордеам и мислам дека како целина имаме одлични фотографии позади нас. За овие 5 години низ твоето студио поминаа речиси цела естрада. Со кои личности од естрадата е најкомплицирано да се соработува, а со кои едвај чекаш да ти каже ајде? Го знаев ова прашање, сега дали да е политичко, ама ако треба да издвојам со кој е најтешко, е стварно не сум имал со никој тешка соработка. Со сите сме се поминале до сега одлично, уживам да работам со сите, не би ги издвојувал, затоа што стварно мислам дека како ги се поставиш кон луѓето, така се поставуваат они кон тебе и јас стварно сум онака презадоволен од сите нив, а мислам дека треба да кажат они нели од спортивната страна, али јас сум онака со сите сум. А да можеш да издвоиш еден најодлична соработка, со кој си имал најодлична соработка? Сега да ги дека само еден по другите се наводат, ама стварно, на пример јас би ги мислам тука се Марис, Елена, Лова, мислам брендовите Fashion Group што се нели дел од овој настан, мислам има други исто така брендови што се дел од мене онака од самиот старт, значи стварно онака треба да издвојам еден, не знам кој би го издвоил, ама со сите сум онака. Мислам јас уживам у дружбата со нив, така да не излегува и работата како што треба. Некоја тајна фотосесија која што се уште не сме ја виделе, а со нетрпение чекаш да објавиш? Па сватив дека имам такви фотосесии, не било тајна, но имало фотосесии кои што ги немам објавено, а се дел од книгата, бидејќи поентата на книгата беше да не бидат видени дела, туку сите едиторијали да бидат нови, кои што ги направивме специјално за ова издание и плюс некоја фотосесија која што до сега не сум објавил. Монографијата 30 Days One Studio е твојата прва книга. Кога ја држеше готова во рака, дали почувствуваше речиси исто како родител кога ќе држи едно новороденче? Па не сум бил родител за да знам како е кога тој ќе држи новороденче, ама да, дефинитивно кога ќе го видиш делото пред тебе на кое што си работел подолг временски период, се осеќаш прегордо и онака, мислам, чувството е превелико. Во монографијата има ексклузивни фотографии. Дали има некоја која е твој личен фаворит и која е приказната за тоа? Како фаворит нема да го класифицирам како фаворит, ама дефинитивно сите делоси имаат нели си носат своји убавини. Ако нешто можем да издвојам, тоа е едиторијалот со Fashion Group, на кој што работевме огромен тим на луѓе. Стварно сум прегорд на сите кои што беа дел од тој едиторијал. Мислам треба да ги видите фотографиите и да кажете вие дали ви се допаѓаат и дали сме управо што сме горди на тоа или можеби не. Можем да издвојам исто така дека имавме едиторијал во кој што само што го завршивме, отидовме на компјутер, картичката беше вопната, не постоеше едиторијалот, ама мислам дека се снајдовме и сега и тие дела се во книгата како Lost and Found. Често велиме фотографијата зборува 1000 зборови. Која твоја фотографија според тебе зборува најгласно? Која моја фотографија зборува за мене? Па нема да издвојам фотографија, јас мислам дека односот кон она што го правам зборува највеќе за луѓето, а која фотографија зборува највеќе за мене, нека кажат гледачите, тие ќе може да го проценат. Како изгледа твојот идеален модел? Дали тоа е личност со силна енергија, добра харизма или нешто сосема трето? Дефинитивно енергија, мислам секогаш е најбитна енергијата од аспект што мислам физички може да е некој перфектен, а да нема добра енергија, да не сака да го направи, да го даде тоа се од себе, така да дефинитивно енергијата е најбитна. Што следи по монографијата? Дали веќе планираш нов, можеби уште поинтересен проект? Па искрено бев преокупиран со све ова што се случува во моментов. Дали планирам нешто друго во моментов не, али ако можем да кажем дефинитивно второ издание на Во време кога секој прави фотографии со телефон, како успеваш да останеш недостижен и непрепознатив по стил? Ова
Јас не сум сега, нели треба други да го кажат тоа, јас не би го кажал за сега, мислам дека во денешно време сите сме достижни стварно, немаме нели не пристапувам на тој начин, она што го правам и се трудам да го дадам мојот максимум да извадам од мене тоа што нели може максимално да го дадам и тоа најчесто исследувам. И конечно, што би ми препорачал на Антонио од 2019 година? Па што би му препорачал, би му препорачал да направи се исто кој што направи, бидејќи според мене секој пат си има своја убавина, сите грешки се случуваат со причина и сите убави достигнувања се случуваат со причина. Фала ти премногу. Фала ви на вашето. Јас сум Антонио Станков, фотограф, ова е мојата прва фотографска монографија, а вие гледате Hype Македонија. Здраво, Џолев, како сте? Прекрасно. Многу ми е мило. Како беше чувството да сте ментор на ваков успешен студент? Па чувството уште трае, не беше. Прекрасно е кога си обкружен со општо генерално со креативци. А кога ќе се појави бисер како Антонио, тоа е навистина задоволство. Како што спомнавме на самото отварање денеска, а моја задача како ментор е постојано да ги провоцирам студентите да го направат тој исчекор плюс од тоа што и самите сметаат дали можат или не можат. Но Антонио беше студент, а денеска ми е драг колега и другар, што мене он сега ме провоцира за јас да си ги надминам моите граници до каде можам да одам како личност, и како човек, и како фотограф, и како ментор, и како се што правиме. Колку се осеќате гордо кога еден ваш студент ќе постигне волкави успеси? Неверојатно. Тоа е на ниво на личен успех. Знаеш, има една сега ова може ќе звучи претенциозно, има една максима од Леонардо да Винчи, он вели дека целта на менторот е да го надмине студентот. Тогаш сме ја направиле вистинската цел. Антонио е токму тоа. Антонио е пример за и гордо за ако зборуваме од моја перспектива, тоа е како личен успех, како лична промоција да е денеска. Дури можеби е уште посладко, затоа што е нема она трема авторска, тука е онака супер растеретено, а го чувствуваш како лично дело. Дали гледате потенцијал во новите млади луѓе од Македонија што сакаат да се пуштат во овие води? Ја не би се бавел со ова ако не гледам потенцијал, се наоѓам многу возбудлива ера, особено во визуалните комуникации како фотографија, видеографија, дигиталните медиуми си го прават своето, потребата од видеографи, фотографи, видеографка како вашата колешка, така да превозбудливи времиња за визуалните комуникации. Како се одвиваше приготвувањето на книгата и целиот процес? Треба да одговорам вистински или спакувано. Подготовките се одвива кога ќе завршеше мојот работен ден и денот на Антонио, тоа беше околу 22 часот и се состанувавме со кафе и тераше тоа до наутро и тоа беше една супер продуктивна пеколна недела од со спиење од 3-4 сати, каде што како што кажав се наоѓавме од 10 вечери и работевме до 4-5 сабајле, а во 6-7-8-9 веќе бевме на друга работна позиција. Така да лудо, креативно, незаборавно, исцрпувачко, али огромно задоволство. Секоја ноќ пред изгресонце си одевме дома, уморни, али онака супер среќни и задоволни. Дали сте вие за повеќе овој физички формат или за дигитален формат? Дефинитивно и двете имаат предности. Не можеме да збориме кој е подобро, туку можеме да збориме кои се предностите. Дигиталниот формат секако може брзо да налансира. Денес ја објавувам мојата фотографија, во истиот момент може да ја види некој од Токио, нели? Но ова е вечност. Дигиталното мапирање, за жал колку и да сметаме дека таа онлайн архива постои, може многу лесно да се загуби, но ова е продукт што апсолутно вечно ќе трае, ќе биде дел од нашите архиви, од нашите библиотеки лични, нешто што ќе се разгледува како ритуал, некако скролање без некоја цел, нели? Ќе седнеме, ќе се свариме кафе, ќе отвориме оваа книга и тоа ќе биде буквално едно тактилен
Што имате да им предложите на младите што сакаат да се пуштат во овие уметнички води? Денеска тоа што јас се соочувам со многу млади луѓе, најголемиот проблем е да откријат што сакат да прават. Тоа е најголемиот проблем. Дали сакам да студирам ова или тоа. Препораката е многу едноставна кога ќе го откриеш тоа. Перцепцијата никогаш да не биде, а чекај дали можам јас со тоа да заработам. Тоа е најпогрешната хипотеза и најпогрешното прашање. Ако го сакаш, ќе најдеш начини да заработуваш. Антонио е тоа. Антонио е пример. Антонио не е само фотограф, он е предприемач. Така, преку Студио 1 или преку брендот Колорет, или преку неговата авторска работа, он постојано изнајдува начини како нели во овие рамки, во оваа наша земја да заработува и да живее од фотографија. Така да најважното нешто е ако го сакаш, само следи таа интуиција и труд, многу работа. Ви благодарам, Џолев, ви посакувам многу вакви успешни ученици како Антонио. Ти пуно за мојаветот. Колку сте горди на вашиот син Антонио? Премногу. Премногу. Вакво дете. Премногу. Дали уште од мал Антонио имаше талент? Да. Од многу мал. Како го препознавте талентот во него? За фотографијата случајно, а во уметноста од мал многу малино црта, средува. Дали тоа го има наследено од вас или тоа е негова посебна особина? Можеби малку. Малку од мене, да. Дали скромноста е негова најубава особина? Па најубава и најголема. Дали вие сте неговата најголема поддршка? Секогаш. Што имате да му посакате на Антонио во иднина? Па нека остане како што е. Успех и нека остане како што е. Каде го гледате Антонио во следните 10 години? Па, каде? Нека биде среќен и задоволен тоа што го прави, не е битно каде. Во ред, ви благодарам многу. Со нас вечерва ја имаме Анастасија Таушанова од Max Models и Клара Кокев. Здраво, како сте? Супер, топ. Како се чувствувате на овој евент? Преубаво, чувството е преубаво да се биде дел како гостин и пред се како дел од самата книга која што ја издаде Антонија. Многу ми е мило што сум дел од овој проект, исто така и многу сум среќна за Антонија што слави 5 години на студиото и исто така ја извади својата прва книга за фотографија. Што би му посакале на Антонио? Многу успеси, уште 100 години го има студиово и многу нови соработки. Кој ваш проект со него ви е омилен и зошто? Неодамнешното патување во Италија, кое што беше за брендот Кокев, сликање на Bridal 2026 колекција и беше незаборавно искуство. Дефинитивно една од најубавите искуства и најубавите фотосесии во овие 20 години на Кокев. Со преубав тим од Антонио до Анастасија до сите останати, така да мислам дека најубава фотосесија до сега и соработка со Антонио. Дали во иднина се гледате повторно соработувате заедно со Антонио? Да, дефинитивно. Да, не го меѓаме за ништо Антонио. Дали може да очекуваме некои нови проекти од Кокев? Секако, следна година славиме 20 години, така да очекуваме цела година исполнета со настани. Вечерва со нас го имаме Златко JZJ. Златко, како си? Одлично и ми е многу драго што имамо прилика да се дотераме и кај да идемо на убави прилики и на прекрасни изложби. Морам да го пофалам твојот стайлинг вечерва. Дали може да ни кажеш нешто повеќе и за овој интересен ракав што го носиш вечерва? Фала ти многу, креацијата е нормално мојот, еден од најдобриот дизајнер во Македонија, JZJ Златко Јавановски, односно ја. Така да, ако не се пофалиш сам, кој очекува да те пофали? Никој. Затоа прво мора сами да се пофалите. Точно. Што би му посакале на Антонио? Многу успеси да продолжи да работи со иста парија како и до денес и нормално светска слава заради тоа што тоа е она што он го заслужува, а од друга страна морам да кажем дека стварно не е битно кај си, од каде си и што си, е битно е ако многу вредно работиш и ако имаш многу голема визија како што има Антонио, дефинитивно ќе догура некој многу далеку, доказа тоа и оваа изложба и оваа книга вечер на Антонио. Како ви се допадна оваа книга на Антонио и кој е вашето мислење за неа? Ја мислам дека е многу минимал, ама како спектакуларно минимал што знам ја да кажем и дефинитивно вечерва ќе си купим две, една да го краси мојот дом, а една да го краси моето ателје и сметам дека у секој простор она може да даде допринос да изгледа просторот многу поубав, поспецијален и полуксузен.
Дали вие имате соработувано со Антонио? Да, неколку пати, секој пат нашите соработки биле судир на моето екстремно и неговото минимално, секогаш сме нашле златна средина и секој пат сме имале одлична кампања, односно одличен продукт. Како е да се соработува со Антонио и каков е Антонио приватно? Одлично, морам да кажем дека е многу едноставен, многу е професионален кога станува збор за рокови и на се тоа е едноставен, не користи зборови кои што ќе ти го направи шашма паметот за да не сватиш што фотографот збори, него кажува конкретна работа за да добиеме конкретен и саглам производ. А каков е Златко во приватниот живот? Многу поедноставено ова денес што го гледате, многу валјда у приватен живот јас сум хороскоп Вага, а кога сум на телевизија и на камера и на ревија сум у хороскоп Лав, тој што носи златна крона, тој што сака и да сјае, ама позадината за тоа е некој скромен човек кој што многу вредно работи, го следи својот сон за да стигне во светот. Јас сум 50% у светот со една нога, само уште другата нога да биде у светот и ќе биде топ. Открини нешто што би изненадило публиката. Ако открием, сигурно дека нема да ја изненади, но ајде ќе им кажеме на Hype TV дека JCJ не се буди волкубав од сабајле, туку се буди со пењуар и со маска за спиење. Дали мислиш дека инфлуенсерството е борба за лајкови или престиж? Па мислим дека за жал денеска е за престиж, заради тоа што денеска е тоа модерна професија и секој сака да ја работа само за да биде престижен и прифатен у друштво и да биде... Од друга страна, денеска за жал постои инфлуенсери кои што немаат никаква конкретна професија и они само сакаат да биде јавни личности, па затоа тоа го наоѓа и го пробува да биде преку инфлуенсерството. Дали е тоа кај некој може би позитивно, кај некој е негативно. Не исто ја тоа што треба да суди. Што има ново кај Златко, што може да ни откриеш нешто за тебе? Спремаме нова фотосесија, односно колекција што треба да биде фотосесија здравје за да ја честитаме новата 2026 година, значи треба да излезе овој месец на крајот годината, а нормално на пролет спремаме нова колекција, дали ќе биде во Париз или во Милано, останува да видиме. Златко, на кој твој проект највеќе му се восхитуваш? Јас се восхитувам секој ден на себе и на своето огледало, кој ќе се видим, гледам една совршена личност, но кога стануваме збор за проекти, онда морам да кажам дека посебно сум горд на мојата ревија прва на Paris Fashion Week, заради тоа што тогаш сум изгледал и како крал на Paris Fashion Week во Париски хотел и сметам дека тогаш сум остварил еден многу голем сон на детето во мене. На кој колега највеќе му се восхитуваш? На Џон Галиано, заради тоа што сметам дека он, кога беше во модната куќа на Диор, го достигна врвот у неговата кариера и сметам дека е тоа инспирација за мене и за многу мои колеги, односно дизајнери. Дали мислиш дека во Македонија има добри и потенцијал на модните дизајнери? Дефинитивно има и сметам дека има многу дизајнери нови, има многу дизајнери етаблирани кои што се бора за своето место у оваа држава и мене ми е многу драго што имамо различни дизајнери со различни стилови за да опфатиме различни групи на таргет групи на клиенти, но морам да кажем дека најдобар, најспецијален и најкреативен и некој што е најуспешен, тоа сум ја. Што имаш да им препорачаш на новите модни дизајнери што сакаат да се пуштат во овие води? Сметам дека секој дизајнер без разлика дали е дизајнер на облека или на нешто друго креативец, мора прво да верува у себе, па после другото све доаѓа секундарно, заради тоа што ако не верувате во себе, без разлика и никој да не верува околу вас, сметам дека вашето его, вашата енергија и вашата самовендисаност и вербата у вашиот продукт е нешто најбитно да вашиот продукт стигне далеку у светот, заради тоа што прво вие мора да верувате у тоа што го правите, па после ќе ги натерате и другите да веруваат и да го купат истото. Ти благодарам, Златко. Фала многу. Што би му посакале на Антонио? Би му посакал уште многу јубилеи, го знам лично, имав можност да соработувам со него, неколку дена поминавме заедно во една вила во Италија, за студио Кокев соработувавме заедно. Навистина бев изненаден од неговата креативност и за такви млади и креативни луѓе кои што навистина заслужуваат да го имаат ова што он денес го има, па и многу повеќе му посакувам се негово иднина. Како ви се допадна новиот проект на Антонио, односно оваа книга? Да бидам искрен,
ова е едно освежување вака во Македонија, да кажам, и се надевам дека уште многу други фотографии кои го следат овој пример ќе бидат иновативни и ќе можеме да се гордееме со нив дали во Македонија или на страна. Дали ви се допаѓа овој аналоген формат или повеќе сте вие за дигитален? Искрено и двете. Вака како еден човек кој што не се разбира, да речеме, иако е во сферата на фотографија и на социјалните мрежи и така натака и сето тоа, но сепак не се разбирам до толку за да навлегувам толку. Лично мене ова моментално кој што он го направи ми се допаѓа многу. Кој ваш проект со Антонио ви оставил најдобар впечаток и кој ви е најдраг? Па вака, искрено имам еден, така да и тој ми е најдраг и тој ми остане најдобар впечаток, ама се надевам дека ќе има во иднина многу повеќе за да можам да бирам кој конкретно и му посакувам се најубаво на Антонио. Каков е Антонио во приватно? Па Антонио во приватно е пред се интелигентен дечко, млад е, ме изненади со начинот на кој што се однесува, начинот на кој што општиете со другите луѓе, затоа што, како што реков, неколку луѓе поминавме заедно неколку дена во една вила во Италија, во Тоскана. И ме изненади што е, како што спомена, паметен, образован вака и пред се, што јас многу ценам добар човек. Со нас е близок член од фамилијата на Антонио, професор по економски факултет. Здраво! Особено ми е чест денес што присуствувам на вака голем и убав настан, поготово за Антонио. Ние се познаваме подолг период, Антонио уште од мал, неговата желба, се воскитував на неговото настојување, неговото, како да кажам, напредување во овој кус период, се додека да дојде од тука, така да мислам дека ова е исклучително голем успех, бидејќи имаме пред нас еден млад уметник, би рекол, и фотограф, кој особено сјае на оваа сцена и освежува. Имајќи предвид дека младите генерации, ако погледнете, јас сум на економски факултет професор, се огледаат во ваквите луѓе. Се огледаат во фотографијата, се огледаат во уметноста, во она што визуелно го доживуваат и го гледаат. Така да особено ни е важно да имаме млади луѓе кои вистински ќе творат, ќе опаќаат вистински работи и јасно ќе ги презентираат. Тоа е едната работа, а другата е што нашата земја има ограничени ресурси, има ограничени средства за да праќа амбасадори во сите земји. Ваквите луѓе како Антонио се амбасадори кога ќе излезат надвор од земјата, кога ќе ги промовираат сликите, продуктите, кога ќе промовираат убавината и ќе ја пренесуваат, тие се нашите амбасадори надвор од земјата. Така да сакам да му посакам се најдобро, особено поздравувам, гледам дека е полно со луѓе тука, имаме прилично познати луѓе, го следат подолго време, така да се надевам наскоро ќе имаме некој нов проект од него кој ќе го промовира и презентира. Што би му посакале на Антонио? Што би му посакале? Јас би му посакал една работа, да остане жарот во него за оно што го работи толку. Ние имаме разлика во генерации, прилично голема со Антонио, меѓутоа жарот во она што го работите, а гледам тоа е вистинската работа. Ако го сакате она што го работите, тогаш жарот останува подолг. Ако постои тој жар, постои енергијата да работите и да творите. За да може да успее оваквата индустрија, тој мора да ја задржи енергијата која. Јас посакувам како што почна да ја одржи енергијата до крај. И не само тоа, како што ќе минуваат годините да го пренесува и на помлади луѓе, односно да инволвира во тимот се поголем број на луѓе кои би твореле, односно во оваа насока би се развивале, да се развива, да напредува и да се сретнуваме што почесто на вакви настани кои ќе ги организираме. Дали ви се допаѓа што книгата е во печатен формат или вие сте повеќе за дигиталниот свет? Видете, особено ми се допаѓа тоа што е во печатена форма. Знаеме дека дигиталниот свет е особено важен затоа што во кратко време стигнува до голем број луѓе. Може лесно да инспирира, лесно се гледа, поготово младите генерации го примаат. Меѓутоа книгата останува и се гледа и тоа е еден символ на едно време, на една фотографија кога ќе отворите книгата, јас ја видов, изработена исклучително квалитетно. Фотографиите имаат друга димензија кога ќе ги видите во живо. Поготово сега кога ги гледаме и книгата, ги гледаме и моделите во исто време кои се присутни на настанот, тогаш сваќате зошто е важно да го доживеете тоа реално. Се разбира, дигиталното е потребно за да се промовира и презентира, меѓутоа особено ми е драго што е задржа Антонио автентичноста, има и публикувана верзија на тоа што го работи. Што имате да им препорачате на младите кои сакаат да се бават со слична професија како Антонио? Што би сакале? Да останат упорни до крај. Јас се сеќавам Антонио кога почна оваа негова приказна, кога почна од студиото кај неговиот татко, кај неговиот чичко, дедо, кога почна од најмалинозија се занимава со ова, како купуваше дел по дел својата опрема, како го опремуваше своето студио, значи ништо не доаѓа брзо. Треба да им го кажеме на младите. Средствата треба една работа да знаат. Приходите и средствата ако не се вредност, треба да создаваат вредност во себе додека се млади за да може понатаму да имаат приход, односно да се развиваат. Чи да работат на себе додека се млади, да учат, да го направат и кога ќе доаат во една фаза да излезат на пазарот, односно да го презентираат она што го знаат. Да не избрзуваат и да останат доследни на она што го сакаат до крај. Каков е Антонио во приватниот живот?
Антонио во приватниот живот е скромен, исклучително чесен, искрен, меѓутоа директен во она што го кажува и во она што го сака. Сега сватив дека има чувство и за економија, односно за бизнис логика, да го развива својот бизнис, посветен на она што го работи максимално, меѓутоа човечката димензија му се развива паралелно со професионална. Тоа е најважен дел, да го зачува во она што го има во него. Што би му посакале на Антонио? Многу успех у работава и од студио 1 да отвори студио 2, 3, 5 и натаму само да се шири. Скрос истово, дури франшиза да стане. Кој проект ваш со него ви остави најголем впечаток? Ај ти. Он ќе каже последниот, пошто се работува на неговиот албум, ја унапред му ги знам одговорите. Бај сега нешто различно да кажам. Со Антонио се работувавме заедно со Таско за Макфест, ни направи некои фотки баш пред излеземе на сцена. И некако тие ми се многу драги, иако имаме и други соработки, некои фотосесии, ама некако тие ми се најдраги слики, искрено. Баш беше онака на правото место, правото време да не слика пред да излеземе на сцена и тоа ми е core memory со него. Кажете ми дали да очекуваме некоја песна во блиска иднина? Па да, имаме една заедничка песна која што, да, имаме технички две, затоа што едната требаше да се најде на албумот, меѓутоа се десија некои компликации во однос на музика, на тие работи, се одложија некои работи, песната не требаше да искочи есен, требаше да искочи лето, летна песна, со спремна со спот, со све. И у меѓувреме дури ја правевме таа, направивме уште една, така да имаме две песни, два проекта, би требало да искочат едната, таа летната ќе искочи летоска, оваа ја очекувам, мислам дека после нова година би требало да ја пуштиме. Да. Така е, да. Освен што сте пејачи, исто така сте инфлуенсери, па ве сакала да ве прашам дали инфлуенсерството е борба за лајкови или пак престиж? Ја не се гледам како инфлуенсер, искрено. Јас сум си артист, изведувач, пејач, автор на тоа што го работам. Па си инфлуенсер? Види, преку музиката? Да, ама не го работам тоа со форсинг дека треба јас да ставам одреден тип на контент за луѓе да го лајкаат. Не се ни замарам, искрено. Мислам дека треба да бидеме своји некако музичари, артисти и нормално со тоа да бидеме позитивен пример на младите. Баш тоа кој мислам многу добар позитивен пример, посебно во последнава година со тоа што го пропагира како свој животен стил и свој искуство, еве нека се добар за сам, да не зборам ја о негово име до мене. Да, мислам дека терминот инфлуенсер денеска е генерализиран на луѓе кои што на пример рекламираат продукти на социјални мрежи, додека инфлуенсер во минатото била секоја јавна личност која што имала влијание, ама морала да има и талент. Не зборам дека денешните инфлуенсери немаат талент, они се стварно преталентирани сите и треба да си талентиран за да го направиш тоа што го прават они и да го работиш. Да не ме сватат погрешно, мислам сега да не ми ги испревртат зборовите. Меѓутоа јас сметам дека мојот начин на влијание и инфлуенсинг е преку музиката генерално и главно, а потоа е оној дел на социјалните мрежи. Што би им препорачале на младите пејачи? Да не се откажува. Копи песа, абе исто дишиме. Брат и сестра оригинал. А што би им препорачала? Па да бидат упорни, истрајни, да веруваат во својот сон и да работат, да бидат многу работливи. Кажете ми, дали имате некоја најлоша фотографија направена од вашиот телефон? Не, има многу. Има. Како настанала таа фотографија? Па, кај мене имаат настанувано фотографии у движење, у паѓање, у алкохолизирани моменти пред година-две, така да, има. Да, има лоши слики. А кај тебе како имаат настанато? Секако, не можам да ви откриам. Ќе оставам на вашата имагинација. Фала ви премногу за искрените одговори. Фала ви на вас. Фала ви на вас. Што би му посакале на Антонио? Се најубаво, уште многу успех со самого студио кое што го направи. Навистина е место кај што сите ние кои што сме некако на сцената и кои што се бавиме нешто со фотографија, го имаме користено неговото студио и навистина има излезува многу во пресред и се надам дека и натаму ќе работи одлично и дека ќе има уште поголеми успеси од ова. Затоа што во Македонија тоа што он го направи во овие 5 години е... Кој проект ваш заеднички ви е најдрагоцен до сега? До сега со Антонио работено еден проект каде што сликаше за изложбата и беше дел од изложбата Метаморфоза во МКЦ, која што се случи 2021 година.
И исто така на изложбата што беше наменета за Рафаела Кара во Македонска опера и балет, неговото дело беше тоа дело кое што беше работено на самиот настан и мислам дека тоа беше најдобрата соработка која што имав со Антонио, заради тоа што во моментот изведе фотографија која што беше дел од самата изложба и навистина беше добра репрезентатива на тоа што јас го имам направено и на неговата работа. Каков е Антонио во приватниот живот? Антонио е супер лик приватно, ние не се познаваме нешто многу лично од моментот на искачање и такви ствари, но секогаш кога сме се сретнале е многу културен дечко, многу градски тип. Што имате да им предложите на младите артисти во Македонија? Дека со работа може да постигнат се и дека што повеќе творат и што повеќе излагаат тоа што го имаат направено, дека може да допрат до публиката и тоа да им биде одскочната даска, а за натаму само конзистентност и се стига до кај што треба. На кој колега најмногу му се восхитувате? Имам многу, дали треба да биде од македонскиот или од српскиот базар? Па може и од македонскиот и од... Дали треба да биде за бодипейнт или за сликарство? Може за двете ако имате. Од бодипейнтот се восхитувам многу на Кика, која што е една одлична уметница од Белград. Тоа што она го работи на српските филмови моментално е нешто најдобро со бодипейнт што го имаме на Балканот. За масло на платно, секој од моите колеги кои што завршивме факултет заедно навистина успешен и навистина добро работат. Ама кога би издвоил една уметница која што нема се уште направено изложба, и јас упорно ја убедувам дека треба да излезе на сцената, тоа е Несликан Сулеман, која што е со мене веќе 10 години ми помага и тоа ми е десна рака, но е една од проспективните уметници според мене и според мојот сензибилитет на нашата држава. Дали ви се допаѓа книгата на Антонио што е во физичка форма или вие сте сепак повеќе за дигиталниот свет? Јас сум секогаш повеќе за физичка форма и мислам дека секој треба да го издаде тоа што го има на хартија, заради тоа што чувството и мирисот на хартија не може да го замисли ништо на дигиталниот свет. Во ред, ви благодарам. Благодарам и на вас.